Добар ден, добро утро, велам во студиото за професорот Владо Бучковски, од вчера назначен за представник на владата во преговорите со Бугарија со мандат од 1 година. Господине Бучковски, што ново може да донесе вашето присуство во овие преговори? Најпрвен добро утро. Што може ново да донесе? Мислам, може да испрати еден сигнал за нашата посветеност, за нашата решителност и за нашата добра волја со луѓе за кои и во Бугарија, тука се споменувам себе си, покрај професор Денко Малевски, Лјупчо Ѓурѓевски и самите во нивниот објаснувачки меморандум на Министерството за надворешни работи има доверба. Има доверба како луѓе кои искрено се залагаат овде во Македонија да го имплементираме договорот за пријателство и соработка. Така што вчера првата моја изјава беше, верувам дека ова ќе биде и додадена вредност во напорите што ги прави нашата влада да изнајдеме решение. При тоа посакуваме тоа да се случи до 9 декември, но од друга страна, заради должината на мојот мандат испраќам и друга порака, дека ние нема да се откажеме, ние сме посветени на оваа работа и сме убедени дека можеме да дојдеме до заеднички прифатливо решение, при што нема да биде нарушено нашето достоинство, нема да бидеме понижени, нема со било кој потез, нити јас, нити преговарачкиот тим кој го предводи Министерство за надворешни работи, нити владата, ќе дозволи било каков луксус да се загрози нашиот идентитет. Пораката што е испратена е практично дека нам веќе не ни се брза, доколку станува збор за преговори во кои што Бугарија ќе инсистира на она што за нас е загрозување на националниот идентитет. Нам ни се брза, но ние објективно се соочуваме со ситуација каде што треба да најдеме излезни решенија заради стравувањето на официјална Софија дека не постојат доволно механизми кои гарантираат имплементација на договорот за пријателство и соработка. При тоа се набележани таксативно повеќе забелешки на кои интензивно во изминатите 2 месеци работи нашето Министерство за надворешни работи во соработка со тимови од Министерството за надворешни работи на Бугарија. Уште малку околу вашиот мандат, пред да навлеземе и во посуштински детали. Сега преговорите ги води практично Министерството за надворешни работи. Од каде потребата да има специјален преговарач или специјален представник на владата? Постои ли некој тип на недоверба меѓу Заев и Османи? Напротив, мислам дека мојата улога нема да бидам специјален преговарач, туку специјален представник на владата кој дополнително ќе ги засили нашите напори, нашите редови и првенствено мојата улога ќе биде во Софија со моето присуство тамо да се обидеме и во овој период додека трае германското претседателство, но и пред изборите во Бугарија, тамо се очекуваат изборите да бидат во март оваа година, но и потоа да продолжиме интензивно да се подготвуваме за она што е неминовно, а тоа е да најдеме излезно решение. Јас мислам дека сме близу, но ако останеме на она што преовладува како мислење во Брисел, се даваат шанси. Вчера и канцеларката Меркел тоа децидно го изјави, дека се уште има надеж додека трае нивното претседателство да се изнајде решение и со тоа да се отвори можноста за првата меѓувладина конференција меѓу нашата држава и Европската унија. Таму работат и сега работат комисии кои што се под палка на Министерството за надворешните работи. Да, во која насока се движат овие разговори што сега се водат таму и на кое ниво се тие комисии? Кој ги води? Значи, деталите ќе ги добиете од Министерството за надворешни работи, тие се транспарентни. Вчера имаше официјална изјава на државниот секретар господинот Попов, кој потврди дека се водат интензивни разговори, потврди дека документот кој сега во оптек би требало да значи, условно речено, дополнителна алатка која ќе гарантира имплементација на договорот за пријателство и соработка
но не само во делот на она што ја преокупира, да речеме, бугарската јавност и нашата јавност, тоа се околу историските прашања, затоа треба да се даде можност на заедничката историска комисија без политички притисок да ја продолжи работата. Ние имаме други теми, други полења на кои треба да се интензивира нашата соработка и да биде таа предвидлива. Се бараше од бугарска страна неколку пати, тоа го изјави и представникот на владата, независно дали е тоа Захариева или Каракачанов, но и председателот Симеон Радев, дека недостасуваат гаранции дека ќе биде исполнет договорот и дека има впечаток дека ние не стоиме до она што сме го преземале како обврска. И мислам дека од тоа не треба да стравуваме. Господинот Попов вчера објаснуваше дека дали тоа ќе биде некој вид на дополнителен протокол, меморандум, или тоа ќе биде условно речено така наречениот roadmap на кој инсистира Бугарија, во секој случај тој нема да загрози ништо од она што го имаме како рамка во договорот за пријателство и соработка од 1 август 2017. Овој патокас или протокол кој што треба да ги дефинира можеби следните насоки, следната траекторија во тие преговори, според многумина во Бугарија, па и според министерот за одбрана, па дури и според председателот Радев, велат не ни требаат дополнителни декларации, тие сакаат да видат конкретни резултати за да ја деблокираат Македонија. На ова ли се работи сега за да ги убедиме бугарските представници дека сепак со еден патокас може да ги отвори вратите за преговорите? Значи јас, бидејќи ова мое ново својство, и сега мора дипломатски да одговарам на дел од вашите прашања заради чувствителноста на моментот. Не можам да откривам детали во која фази, зашто детално се разговара, но ја давам општата формулација. Се бараат начини како да се врати довербата во процесот на имплементирање на договор за пријателство и соработка. Бидејќи точно е, вие парафразиравте цитати од изјавите на високите представници на Бугарија, тие имаат недоверба во нашата посветеност во исполнувањето на договорот. И често забележуваат дека она што сме го преземале како обврска, и тука веднаш излага во преден план паузата што имаше заедничката комисија за историските прашања, која од објективни причини јас постојано потврдувам, ние кога побаравме пауза, знаевме каков е и амбиентот во нашата држава. Тоа и сега се покажува. Значи, ако беше во предизборието, паралелно да работеше ова заедничка комисија за историски прашања, мислам дека тоа ќе беше предоминантна тема во предизборието. Затоа, знаејќи го нашето општество, не само ривалитетот или нетрпеливоста меѓу политичките партии, беше рационално, беше разумно да се почека додека помине кампањата. Но кога се побара пауза, ние не очекувавме дека ќе се одлага изборниот процес толку долго, наместо да ги имаме изборите во првиот договорен термин во април, тоа се пролонгираше за јули, и сето тоа реално остави впечаток дека ние тактизираме, дека имаме завршено делото врските, дека го имаме во джебот заклучокот на Советот на Европската Унија, дека оваа година ќе почнат преговорите за Македонија, и тоа всушност остави простор, додека ние бевме преокупирани со договорот меѓу власта и опозицијата за предвремените избори уште октомври минатата година. Уште тогаш мислам дека бугарскиот парламент со скоро консензуална поддршка донесе една декларација кој сега е рамката во која условно речено ги бараме решенијата. Значи, бугарскиот парламент, и тоа е јасно, не само владеачката коалиција на ГЕРБ со Обединетите патриоти, туку и опозицијата предводена од БСП, но и председателот на државата Симеон Радев, но и нивниот БАН, нивната Академија на науките и уметностите дава целосна поддршка на ова што е во овој момент државна политика на Бугарија. Тоа е инсистирањето да има механизми со кои ќе биде исполнувањето на договорот еден од условите за отпочнување на преговори за членство со Европската Унија. Чувствувате ли дека сте во невозможна мисија? Ој предизвик за мене Чадиковски не е невозможна мисијата. Јас сум убеден дека ќе успееме. Јас сум убеден дека ќе успееме и пред истекот на овој мој мандат од година дена.
Мислам дека сме многу близко до излезни решенија. Мора да сватиме и ние дека кога во ваква ситуација се бара вин-вин ситуација, тоа не секој пат е возможно, но од друга страна недопуштено е да ние со било какво решение бидеме понижени. И мислам дека нашите црвени линии се исцртуваат и со овие 2 месеци интензивно давање на јавни изјави на нашите представници, на владата и на председател Пендаровски. Значи, јасно е во кој правец би требало да се најдат излезните решенија, но не секогаш со дипломатски речник говорено, таа умешност е возможна ако од другата страна имат исклучително тврди позиции. Ние сега затоа ми се допадна дефиницијата што ја дава нашиот министр за надворешни работи Османи, вели мора да ја вратиме довербата во процесот, бидејќи процесот е нарушен. Со самото тоа што дојде до ветото од Бугарија пред 2 недели. Ние имавме сигнали, може би онај објаснувачки меморандум од март оваа година не беше заради времето во кое дојде сериозно од наша страна обсервиран, анализиран и во крај случај превениран, бидејќи во самиот договор за пријателство и соработка има механизми како евентуалните проблеми може да се надминат. Значи, редовно има годишни средби, има меѓувладини комисии, ќе беше поупатно, јас тоа го говорев философија пред да го имам ова својство, ќе беше поупатно како вистински пријатели, како луѓе кои тврдите дека сакате да бидете нашиот промотор, нашиот спонзор за членството во Европската унија, да ги користите инструментите од договорот, значи меѓувладина комисија да се побара вонредна, да се расправа за евентуалните проблеми во имплементирањето, а не да биде ладен туш декларацијата во парламентот и не ставате нас во позиција, ако продолжевме со реципрочни мерки, во таа завриена атмосфера имаше еден обид на Мицковски, веднаш и нашиот парламент да донесе резолуција, ако тоа го направевме ние со резолуција, тие со резолуција, условно речено ќе се оддалечевме многу повеќе од колку што сме сега. Иако и сега, заради интензивниот говор на омраза во изминатите веќе 2 месеци, имаме навистина, како што вие рековте, невозможна мисија. Но за Македонија нема друга мисија. Европската мисија не научи веројатно и онај долгогодишен деценијски, 2-деценијски спор со Грција, дека мора да бидеме посветени, трпеливи, но тамо да излечеме поуки дека она што можеме сега да го решиме, очигледно дека цената за такво заедничко решение ќе биде помала визави тактизирањето дека ќе дојдат некои други политички комбинации на политичката сцена во Бугарија, што мислам дека заради консензусот кој постои, заради тврдиот став што го има и опозицијската БСП и заради тврдиот став на председателот Радев, кој е висок представник и беше избран на предлог на БСП, не гледам јас дека било каква промена на политичката сцена ќе има поповолна можност за Македонија. Туку ние треба во овие околности врз основа нова декларација на бугарскиот парламент и она што го имаме како инструмент во договор за пријателство и соработка да ги бараме решенијата. И на тие решенија се работи. Да потврдам како вие што рековте, и ние додека разговараме, работат тимовите барајки решенија и тоа ќе го правиме до последен момент до Советот на ЕУ кој ќе биде на 8-9. Велиме или велите македонските црвени линии полека се исцртани, тие се пред се следејќи ги изјавите на државно-владиниот врв за идентитетот и за јазикот, односно нема чепкање во идентитетот и јазикот, иако оваа формулација е не до крај јасна, барем според мене, во однос на тоа што значи идентитетот и јазикот. Дали чепкањето во историјата задира во денешниот идентитет и јазик? Тоа е едно од клучните прашања што се наметнуваат во оваа теза, бидејќи никако не би сакала да се протне решение кое што ќе опфати историјата, а наводно нема да чепне во идентитетот и јазикот. Значи, неколку пати јас се обидов да дадам рационално објаснување на наметнат проблем кој вака кога го гледаме само еден сегмент од договорот изгледа крајно нерационален. Значи, уште во самиот договор не следи проблемот со употребата на македонскиот јазик.
Затоа се користи формулацијата од она декларација што е подпишаа на времето поранешниот председател Јупчо Георгиевски, нивниот премиер Костов, тоа е од 99-та. Македонскиот јазик согласно Уставот на Република Македонија, денеска согласно Уставот на Северна Република Македонија. Значи, јазичната формула инсистираат да се користи секогаш кога ќе се спомене терминот македонски јазик, бидејќи еден е билатералниот договор меѓу нас и Бугарија, друго е она што е неспорно дека Европската унија го признаа македонскиот јазик, тоа е символично се направи на еден од настаните пред неколку месеци, кога за прв пат имавме превод на македонски јазик со јасно изразен надпис дека тој јазик е меѓународно верификуван и признат. Значи, тука не можеме да направиме било какви дополнителни отстапки, бидејќи ние веќе имаме направено една отстапка. Значи, таму користиме на формулација која е во овој дел обврзувачка во билатералните релации. Второ, околу заедничката историја, тоа е обврска. Само да останеме околу јазикот уште малку. Во билатералните, да, меѓутоа, веројатно барањата на Бугарија според сите оние досегашни документи кои што ги донесоа и изнесоа, е тоа истото да важи и во документите на Европската унија. Тоа е еден од споровите. Рековме, нема да влегуваме во детали, но е елабориран доволно во јавност и сега нема ништо јас дополнително да откријам или тоа докажуваме дека нема тајни преговори. Значи, оние повици на опозицијата, пред се на лидерот на опозиција дека има тајни, ништо не е тајно. Значи, очигледно е дека некој се обидува со лажни вести да ја наелектризира атмосферата во Македонија во овој чувствителен период. Значи, нема никаква тајна. Нивното инсистирање Европската унија да го прифати она што го имаме како билатерален договор. Ние инсистираме да се користи македонскиот јазик, она како што да речеме го имаме па со друг меѓународно верификуван договор, тоа е Преспанскиот договор, и воопшто кодификацијата на македонскиот јазик не е спорна и не е спорно дека сме дел од словенските јазици. Ние тоа и го имаме потенцирано во Преспанскиот договор. Втората точка што во домашната јавност предизвика сериозни контраверзи, но гледам дека со време веќе се повеќе има конструктивни дебати, што значи терминот заедничка историја. Бидејќи Чадиковски, да повторам, кога ја правевме анализата и кога сите го фалеа договорот меѓу Заев и Борисов, меѓу двете влади на 1 август 2017, анализите беа следниве. Што доби Македонија, што доби Бугарија? Прво, Бугарија доби од наша страна признание дека сме имале заедничка историја, но остави на заедничката комисија да утврди кој е тој период, кои се тие историски поглавја, кои се тие историски настани, историски личности кои ќе потврдат дека сме имале заедничка историја и заради тоа заеднички ќе ги чествуваме во духот на европските вредности. Второ, што добивме ние? Признавање дека сме два различни народи. Тоа е, тие го тврдат сега, тоа е реалноста. Тие ја прифаќаат самобитноста на Македонија, ги кажуваат таксативно набројуваат што се правеа во историјата, ние по новата историја ние тоа треба да го повторуваме во секоја пригода како позитивна страна. Првија признаа независноста кога беше ембаргото од Грција, тоа беше единствениот начин да преживее нашата држава со тоа што го ставија на располагање пристаништето во Бургас. Во 2001 година максимално помогна во кризата што имаме со воениот конфликт. Максимално се грижеа во 2005-та беа групата на држави кои го поддржуваа кандидатскиот статус. Во 2018 на голема врата додека председаваа го вратија проширувањето со Западен Балкан и сето тоа ние го признаваме како позитивен исчекор во понатамошното зближување на двата народи и градењето на вистинско пријателство и соработка. Но судирот очигледно е околу толкувањето на заедничката историја. И тука со дополнителни објаснувања се создаде простор да и од едната страна и од другата да биде предоминантен говорот на омразата. Имам чувство дека премногу лесно ја сваќате оваа бугарска доктрина која што е наметната врз Македонија во изминативе една година и пол, наспроти сите оние добри моменти кои што постоја. Повторно ќе речам, имам чувство дека Бугарија со ова едноставно сака да ја стави Македонија и македонската историја во целосни бугарски рамки, без никаков поговор или без никакви понатамошни двосмислени
очекувања. Дали сте свесни или дали мислите дека Бугарија има искрени намери кон Македонија да го помогне европскиот пат, без при тоа да го наруши она што за нас е најсвето, можеби идентитетот и јазикот. Мислам дека спорот е многу поголем од што се обидуваме тука да го представиме. Че вие упорно ми наметнувате тези дека е невозможна мисијата, дека јас премногу лесно го сваќам проблемот. Не, јас знам дека е исклучително тешко и затоа ја прифатив и поканата на премиерот Заев и на владата да помогнам со своето искуство и со она што го имам изградено како лична конекција со исклучително битни чинители во бугарското општество кои го профилираат доминантното јавно мислење. Значи, во Бугарија доминантното јавно мислење не е дека Македонија треба да биде замрзната со овај статус и да не ги почне преговорите со Европската Унија. Никој не посакува Македонија да биде новата Турција. Напротив, и ако ги следите нивните придвижувања на испитувањето на јавното мислење, на прашањето кој од државите од Западен Балкан најбрзо сака да влезе во Европската Унија, над 75% посакува тоа да биде Македонија. Значи, овие политички, условно речено, сега нагазни мини, низ кои се обидува Македонија да го деминира Минското поле, ќе зависи од нашата вештина, нашата упорност, поддршката што треба да ја добиваме дозирано од меѓународните партнери, бидејќи дел од забелешките во Бугарија и кога разговараме неформално и со луѓе блиски на условно речено компромисната формула која нема да задира во нашиот идентитет, нема да го наруши нашиот дигнитет, нема да не понижи, вела дека вие како премногу дочекувавте германците или американците да ја завршат работата за вас. Затоа мислам дека ние треба да користиме максимално меѓународната поддршка, но друга страна со максималната посветеност, како што реков, при јасно исцртани црвени линии, зашто од другата страна доаѓаат не секогаш, но периодични изјави дека ја признаваме сегашноста, неспорно е правото на самопределување, но кога ќе се вратат назад во историјата настануваат проблемите. И ние реално тука околу толкувањето на заедничката историја и што всушност таа треба да значи, се доведовме во позиција да имаме со дополнителни објаснувања комплицирање на договорот за пријателство и соработка. Ние мора да се вратиме на договорот за пријателство и соработка, на инструментите што ги имаме таму, за да бараме решенија и ќе најдеме решенија. Значи, јас веламе исклучително тешко, јас и на изјавите што ги дадов на бугарската национална телевизија кај ценетиот нивни новинар Бојко Василев, говорев за мојот впечаток како ги гледам работите. Велам, како Сизиф го туркавме каменот, стигнавме близу до целта некаде на крајот од висорамнината и повторно после вашето вето се вративме на почеток. Ние знаеме дека е сизифовски тешко да се најдат решенија, но ме храбри мене што ја гледам посветеноста во владата, во Министерството за надворешни работи, напорите кои ги прави председателот Пендаровски. Значи, ние покажавме исклучителна зрелост. Не наседнавме на дел од провокативните изјави, значи се воздржуваа до рамки каде што изгледаше одстрана дека тешко се издржуваат такви провокации. Гледаме дури и кога мораше да одговори Заев, тоа беше минатата недела на Каракачанов, се бираат зборовите за да не влеземе да бидеме слични на оние кои бараат од наша страна да има исто такви изјави, што дополнително би искомплицирали така комплицираната ситуација. Да, премиерот даде едно интервју кое што во македонската јавност беше оценето на различни начини. Пред се подигна доста тензија, особено во македонскиот дел од јавноста. Како го оценивте вие тоа што премиерот го кажа тамо во неколку точки? Ајде една по една пред се за она дека бугарите не биле окупатор во Втората светска војна. Значи, обидот што го направи премиерот Заев со интервјуто за БГНЕС
пред се беше упатен како порака до бугарската страна дека за нас нема табу теми, подготвени сме да разговараме и за современата, најновата историја на заедничките односи. Јас не гледам ниту еден став каде што тој го загрозува антифашистичкиот карактер на нашата борба и нашето учество во антифашистичката коалиција во Втората светска војна. Се обидува да испрати порака она што очигледно пречи на не само на денешните политичари во Бугарија, пречи и на најголемите пријатели на Македонија кои ги имаме во Бугарија. А тоа е квалификацијата дека Бугарија е фашистичкиот окупатор, не правејќи дистинкција дека во тоа време имале, како што велат, монархо-фашистичка влада, која била срушена од комунистите и тогаш, условно речено, Отечествениот фронт учествувал последната година во коалицијата антифашистичка. Значи, тоа е дел од историјата на Бугарија, со која со внимателни зборови се обиде премиерот да испрати кон нив позитивна порака. Но очигледно дел од формулациите направија овде, на нашата сцена, исклучително штета, затоа што беа злоупотребени дел од неговите изјави извадени од контекст да се представи сосема поинаква слика. Мислам дека и до објаснувањето утредента, кое беше неопходно да го даде, ги потврди нашите позиции дека ние не мислиме па да направиме ревизија на нашата историја. Но од друга страна, ние Чадиковски мора да собереме храброст и во нашето општество да отвориме сериозна дебата што тоа се има случувано по Првата светска војна и по условно речено оставањето на дел од Македонија да биде дел од Кралството Југославија. Каква била состојбата тогаш? Што се случувало и зошто, јас тоа 2-3 пати го говорев, прогресивните сили во тогашната Македонија, во тоа Кралство Југославија, препознаваат во комунистите, во Коминтерната, најпрогресивни идеи со кои ќе може да биде реализирана идејата што не успеале да ја направат илинденците, а тоа е да има политичка автономија Македонија, да биде независна, да биде во крајен случај во последниот стадиум и самостојна. Значи, ако го гледаме судирот што доаѓа и пред формирањето на Комунистичката партија на Македонија, тенденцијата на оние кои на почетокот биле одговорни за формирањето на антифашистичкото движење во Македонија, се поврзани со Бугарија. Значи, Методија Шаторов Шарло, дури во 2005-та со посебна седница во Ману го рехабилитиравме. Или Владимир Поп-Томов, кој неколку пати го спомнуваме, кој бил наш представник на второто заседание на АВНОј, кој не стигнал тамо, е еден од водачите на Обединетото ВМРО, кој се бори потоа како дел од Коминтерната за независноста на Македонија, но се бори за независност на Македонија во граници кои се пошироки од она парче кој било дел од Кралството Југославија. И тој судир, реално нас оваа дебата ќе ни послужи да видиме што тоа се случи и, како што споменав предходно, со Шарло и со Владимир Поп-Томов, како еден од оснивачите, еден од оние кој ги подготвуваше македонските комунисти за борбата антифашистичка, беше условно речено диференциран, беше избркан од Македонија, потоа да стане по Втората светска војна министер за надворешни работи во Бугарија и да биде подпредседател на бугарската влада. Или каква е судбината на Павел Шатев, првиот министер за правосудство во Република Македонија. Најучениот, учил право, докторирал во Брисел. Зошто? Кој е судирот и каде дојде до судирот? Панко Браштаров и другите. Значи, ние паралелно со отварањето на улогата на монархо-фашистичката влада на Бугарија во Македонија имаме една епизода,
но претходно, пред да дојде до капитулацијата на Кралството Југославија, имаме сосема поинаква улога на бугарските комунисти во движењето комунистичко во Македонија, кој исто така е една заедничка позитивна епизода, според мене. Се разбира, испреплетените истории даваат многу нијанси на толкувањата и можат да даваат, но никако она бугарска теза за постоењето на македонската нација после 45-та не може, предпоставувам, да биде предмет за разговори во некои од наредните средби што ќе ги имате тамо. Мислам дека ако говориме сега повеќе за детали, може како што споменав пред 15 минути да направиме штета на преговарачкиот процес, но неспорно дека за тоа не може да има компромис. Значи, македонската нација, држава, борбата за самопитност, јас кој сум голем, иако сум универзитетски професор по право, но предавам историја на правото, ги следам процесите. По ништо не се разликува нашиот пат до самостојна независна држава со свој идентитет од сите други. Потрагична била нашата судбина што, да речеме, во клучни моменти не сме ги имале вистинските сојузници за да не бидеме монета за подкосурување. И ние го научивме искуството и од поранешната држава. Џабе што не фалеше Бадентер дека само ние Словенија ги исполнуваме условите да бидеме независна држава, кога реалностите беа поинакви. Никој не очекуваше дека ќе дојде до Лисабонската декларација, дека ќе влеземе уште во 93-та во еден 25 годишен спор со Грција околу разликите за нашето уставно име. И сега ние сите може да посведочиме, и вие, бидејќи го следевте тој период, но јас кој ги гледав одблизу работите во периодот кога бев дел од власта од 2002 до 2006 или додека бев во парламентот до 2011, ние реално имавме неколку клучни моменти кога ќе имавме многу подобар договор со Грција отколку што го имавме во 2018. И таа лекција треба да научиме. Значи, ако го направивме договорот во 93-та, ќе имаше една димензија, минимално ќе беше загрозено, да речеме, она што ги повреди доминантно чувствата на нас македонците, тоа е промената на уставното име за севкупна употреба. Да речеме, ако не беше антиквизацијата, ние никој пат не ќе дојдевме во оваа позиција да се бара од нас да го промениме уставното име. Постојано се разговараше за меѓународна употреба, интерпартес, како што велевме, како ќе насловува Грција, или евентуално ако прифатиме заедничко прифатливо име, да ја напуштиме двојната формула, што исто така беше камен на сопнување, да има едно единствено име за меѓународна употреба. Пропуштивме шанси да биде Република Македонија Скопје во заграда, или да биде Република Македонија Цртичка Скопје, да дојдеме во позиција да имаме решение кое во делот на географската одредница не го загрози нашиот идентитет, но создаде горчина во доминантно во нашата јавност заради тоа што дојде до промена на уставното име. Тоа е исклучителна жртва. Значи, ние неколку пати повторам, ние сме случај суи генерис, на темата Македонија ќе се напишат илјадници, докторати, магистратури и не може да се најде рационално објаснување за потезите кои ги влечеле соседите или меѓународната заедница колку била неправедна код нас. Но ние не можеме да влеземе во варијантата дека креваме рад со сето ова, не научи макотрпна била нашата борба да стигнеме до асономска Македонија. Сега исто така е тешка борбата за Европска Македонија. Јас верувам, затоа што вие веројатно сакајќи да ми спровоцирате, велите ги подценувате работите. Не ги подценувам, но не ги преценувам. Затоа што не сакам да звучам уште на почетокот песимистички, да речам јас сум овде влезен во оваа приказна да бидам на крајот, како што читав вчера некој, да бидам жртвеното јагне или боксерската вреќа, некој да го истори сиот гнев на мене. Не, јас влегувам во овој процес на покана на председател на владата и на владата, затоа што верувам дека имаме шанса за успех и дека гледам во себе потенцијал што може да помогне. Нема ја не сум волшебникот, ја немам волшебната формула, но од друга страна, заради искуството и заради процесите кои
ги следев и одблизу кога имав можности да ги носам клучните одлуки, знам дека нешто што може да се направи денес не треба да се остава за утре. За реакциите малку на вашето поставување, прво во Бугарија, агенцијата БГНС издаде една анализа во однос на тоа, кои сте вие, што сте вие, при што анализатор е Иван Николов, новинар, публицист и издавач, и тие ги анализираат вашите изјави дадени претходно на овие теми. Паралелно моите и на Денко Малевски. И на Денко Малевски, каде што зборуваат за вашите изјави за антифашистичкото движење, за победа, за слобода и така натаму, што според нив покажува до кој степен југословенската пропаганда влијае врз македонските политичари, веројатно вклучително и врз вас. И се обидуваат да спорат со дел од вашите тези. Без разлика на тезите. Сега прашањето ми е дали самото поставување на специјален преговарач и ваквата реакција на државните новински агенции произведува повторно момент на недоверба, наместо обратно да се создадеше некое друго чувство во јавност. Тој текстот предвадена. Денеска во БГНС има афирмативни коментари како во сите други нивни клучни портали и електронски медиуми. Мислам дека е неспорно дека од наша страна овој чекор најде на позитивни реакции во Бугарија и дополнителна гаранција за нашата посветеност. И јас калкулирав и со владата за реакциите кои ќе бидат во домашната јавност, затоа што, како што вели еден мој помлад колега, сите ние кои сме се бавеле со политика или кои сега се бавиме со политика, ако очекуваме дека сите ќе имат симпатии кон нас, не би се бавеле со оваа професија, туку би биле веројатно некои тезгаджи на некој пазар или би продавале сладолед, па би имале неброен број на муштерии. Значи, бевме свесни кога јас ја прифатив поканата и кога го направивме договорот со владата, дека има исклучително тежок период, каде што и со тоа што ми дава владата мандат од 1 година, ние не преюдицираме дека јас имам мандат од 1 месец и дека ќе завршиме работата, туку им испраќаме сериозна порака на нашите партнери во Софија, дека ние нема да се откажеме од барањето на решенија. Го засилуваме тимот. Првите коментари од мои блиски пријатели кои се многу гласни, да речеме, јас секогаш продолжувам да ги одржувам контактите со моите пријатели во времето додека бев премиер на владата или министер за одбрана. Многу често комуницирам со поранешниот министер за одбрана Бојко Ноев. Редовно кога ќе одам во Бугарија се слушам со поранешниот нивни премиер, со Саксо Бургоцки. Одлични ми се релациите со нивниот поранешен премиер Росен Плевнелиев. При мојата прва посета тој рече мора во мојот кабинет да се видиме и да поразговараме за она што тие го прават, затоа што вие гледате имаше серија на написи од истакнати поранешни политичари кои бара решение, при што ја предупредува актуелната владеачка гарнитура дека на овој начин не се демонстрира сојузништво, дека Бугарија мора да преземе како членка на Европска унија дел од вината ако дошло до застој во имплементацијата. Значи, ако ги следите нивните написи, да го прочитате, да речеме, што пишува Соломон Паси, нивниот легендарен министер за надворешни работи, или од времето на Станишев министер за надворешни работи Калфин, тие сите се позитивни во барањето на излезни решенија, кои говорат дека стратешки интерес е на Бугарија да ја поддржи Македонија и да најде сега, тие ги користат термините дипломатски, едните вика модус оперенди, другите модус вивенди, како да го заживееме, но и како да го операционализираме. И сега ние сме токму во таа фаза, како да го операционализираме и да го гарантираме исполнувањето од договорот. И во крајен случај, Чадиковски, ние треба да бидеме свесни дека многу работи кои не ги гледаме во овој момент и за кои јас не можам да говорам, ги прави како дополнителен напор нашата влада. Но при тоа
непотребен е притисокот на опозицијата да има собраниска комисија, непотребно инсистирањето сега на Мицковски, велам сега, тоа требаше порано. Ние за многу работи, јас се согласувам со тоа, ќе беа посилни нашите позиции ако имаше договор меѓу власта и опозицијата. Мене пријатно ми изненадува, да речеме, поддршката што ја дава Дуи во овај процес. Ќе говори после мене председателот на Алијансата на албанците. Јас од секој пат очекував и бев сведок на нивната конструктивност во процесот на изнаоѓање решение во спорот што го имавме со Грција. Слушам сега нивни поинакви ставови, дали тоа значи подготовка и за нив за приближувањето со ВМРО-ДПМН, не знам, но ни недостасува. Сега ако ме прашате што би посакал, а го немаме во актовката што ја носиме на преговорите, го немаме консензусот овде во нашата држава. Еве сега читам еден најнов статус, би рекол, на Илија Димовски, поранешниот пратеник на ВМРО-ДПМН, кој што вели што најмалку значи поставувањето на Владо Бучковски за специјален представник на владата за Бугарија, дека владата признала целосен неуспех досега во односите со Бугарија и така натаму има еден целосен текст кој што тој го објавува. Меѓу другото, Сабајлето на Твитер напиша дека чиј представник ќе биде Бучковски за Бугарија или бугарски за Македонија, аплицирајќи на вашите врски и релации кои што ги имате во Софија и со дел од раководството, би рекол, пред се на поранешните влади во Бугарија. Се сомневаат, значи, во вашата искреност, да речеме, или во искреноста за постигнување договор кој што нема да ги, кој што ќе ги заштити македонските национални интереси? Значи, со Илија Димовски би можел да полемизирам, но сега не дојдев овде за полемика, бидејќи ги ценам неговите ставови што ги изнесува во јавноста во последните 2 месеци. Значи, дава придонес еден поинаков поглед на работите и мислам дека тој би можел да биде компатибилен во напорите кои ги правиме да изнајдеме заедничка прифатлива позиција во Македонија. Но јас сум свесен дека дел од оние со кои имам исклучително, да речеме, коректни релации, еден од нив е Димовски, може да се сомнева во искрените намери на владата. Но ние сме тука да го демантираме и него и сите други кои сметаат дека е ова невозможна мисија. Мислам дека ќе стигнеме до крајот на начин што ќе докажеме дека имаме доволно научени лекции и доволно капацитет да не го загрозиме македонскиот идентитет. И тоа, мислам дека не ќе ни треба после сатисфакција дали Димовски или другите да го признаат. Нашиот народ е таков, скептичен е. Се плашеше од Охридскиот рамковен договор. Ако ги гледате анкетите, никогаш не ќе требаше да се влезе во реализација на Охридскиот рамковен договор и на промена на уставот како излезно решение од воената криза. Се плашеа заради начинот на кој се стигна до Преспанскиот договор. Гледаме 2 години подоцна како дојде до релаксација на атмосферата. Мислам дека и овде ќе биде слична ситуацијата, но мора да издржиме дополнително да не биде условно речено контаминиран јавниот простор кај нас, бидејќи и кај нас предстои една сериозна дебата. Веќе кога го спомнавте Димовски, тој даваше скромен обид да наметне дебата со своите редовни писанија, дали беа колумни или вакви твитови, постови, и мислам дека треба да се прифати тој мегдан. Значи, треба да не бегаме од дебата и со истакнати членови на опозицијата, иако денеска, да речеме, Димовски не е член на раководството на ова ВМРО-ДПМН. Го спомнавте и самите Зијадин Села, кој што ќе биде гостин веднаш после вас тука во студиото. Тој имаше една, дури би рекол, и најсмела изјава до сега во однос на преговорите со Бугарија. Вели, според се ова што го гледам, Бугарија има територијални претензии кон Македонија. Најсмела или најхрабра, не знам како да ја наречам, меѓутоа до сега никој ова не го протолкува така од македонските политички
лидери. Вие зборувавте за приближување на села кон ВМРО, ДПМН, но де факто оваа изјава на села предизвика една реакција во македонскиот кампус, во смисла зошто на никој ова не му текна до сега? Мислам дека господинот Села е свесен што говори. Говори како опозиционер кој се подготвува и за локалните избори, но евентуално има барање на опозицијата и за предвремени избори заедно со локалните. Тоа е, да речеме, барањето на господинот Таравари, кој го слушам неколку пати. Така што нема таква опасност за Македонија. Значи, дефинитивно помина времето кога имаше идеи дека Македонија треба да биде поделена помеѓу Бугарија и Албанија. Тие времења се минато. Македонија е членка на НАТО, Македонија гази напред и ќе биде фактор на стабилност. Затоа, кога говорам и во Софија, имав само минатата недела 4 интервјуа, вечерва повторно за Фокус БГ имам едно интервју, се обидувам да им кажам, да им докажам дека Македонија е исклучително битна и како сигнал за целиот регион во овој момент, бидејќи имаме регионална нестабилност. Значи, Косово, Црна Гора тешко доаѓа до новата влада, следена со сите контраверзии, иако сме пред промоција на новата влада. Ја гледаме каква е состојбата во Албанија, латентен е судирот меѓу председателот и владата, не сака да се видат Баша и Рама, значи власт и опозицијата се во постојано отворена војна. Виси стабилноста на Дејтонска Босна со постојаното инсистирање на Република Српска да го користи статусот, да речеме, што го има Косово. Значи, во една таква дестабилизација, ако дојде до политичка криза во Македонија, дополнително ќе се загрози процесот на проширување на Европската Унија. Значи, ние со членството во НАТО дополнително ја гарантираме безбедноста, но следењето на сите овие збиднувања во држави кои се членки на НАТО. Членка на НАТО е Бугарија, но тоа не е вакцина за политичка дестабилизација. Значи, ние мора и врз основа на ова што денеска го гледаме, мислам дека затоа и геостратешки, ако ги следите анализите, затоа беше според мене изјавата на State Department од пред 10 дена, па и писмото на Рикер од пред 4 дена од 27 ноември. Геостратешки, ако се гледа регионот, ако Европа не го продолжи процесот на проширување, јасно е дека алтернативите не се да влеземе во некој друг сојуз, туку тоа е јасен сигнал. Сите велат Русија и Кина да пенетрираат во регионот, па плюс и Турција која условно речено се веќе... На начин беше превенирано, веќе е превенирано со членството во НАТО? Но превенирано, но вие ги гледате пораките кои ги имаме на дел од овие митинзи кои ги прави опозицијата. Значи, повикувањето да се случи народ, ако не биде вака и вака постапено, непознавањето на нашиот устав, непознавањето на договорот за пријателство и соработка, ширењето на лажни вести за тајни преговори доведува до реално една тензична ситуација кај нас. Не може да кажете дека и покрај сето оваа мака што имаме со пандемијата, на нашиот просечен граѓанин ова му доаѓа како дополнителен притисок и дополнителна контаминација со овој говор на омраза. Кои се вашите први чекори што ќе ги направите овие 7 дена со оглед на тоа што премиерскиот совет е веќе следната недела? Денеска имам консултации со министерот за надворешни работи и ќе договориме агендата за моите први конкретни активности. Господин Владимир Бучковски, ви благодарам што бевте гостин на Студио 10. Се гледаме во некоја наредна прилика, можеби и со подобри и попозитивни вести веќе од следната недела натаму, но оставаме простор дека и тоа нема да биде така брзо. Ќе се видиме и ако имаме брзо добри вести, но ќе се видиме секако наскоро со добри вести. Благодарам што бевте гостин на Студио 10. Благодарам на поканата.